Еден млад пациент, 32 години, дојде кај мене и ми рече: "Докторе, срцето ми чука постојано, рацете ми се тресат, не можам да спијам, а телото постојано се поти." Тој мислеше дека има болест на срцето. Но всушност, проблемот беше во тироидата, која работеше премногу брзо. Како што знаете, тироидната жлезда создава хормони 3 и 4. Тие го забрзуваат метаболизмот. Кога тироидата е преактивна, состојба што ја нарекуваме хипертироидизам, целото тело почнува да трча пребрзо. Срцето чука забрзано, нервниот систем е преосетлив, а телото се прегрева и се поти. Срцевото чукање е еден од најважните сигнали. Кај хипертироидизам, срцето чука со повеќе од 100 удари во минута, дури и кога пациентот мирува. Според резултатите од The New England Journal of Medicine, 70 до 80% од пациентите со хипертироидизам имаат тахикардија. Ако ова трае долго, може да доведе до аритмија, па дури и мозочен удар. Интересно е, многумина не обрнуваат внимание на еден јасен симптом – тресење на рацете. Кога пациентот ги испружува дланките, се гледа ситно, но постојано тресење. Некои мислат дека е од недостаток на калциум или дури Паркинсон. Но многу јасно, тоа може да биде знак на хипертироидизам. Потењето и слабењето се уште еден аларм. Хипертироидизам го зголемува метаболизмот, телото произведува повеќе топлина и пациентот се поти многу. Но истовремено, иако апетитот е голем, телесната тежина паѓа брзо. Тоа е карактеристичен знак што не смее да се игнорира. Ке ви раскажам вистинска приказна. Една пациентка, 40 години, мислеше дека има рана менопауза. Имаше топли бранови, срцето чукаше забрзано, не можеше да спие и ослабе 6 килограми за 2 месеци. Анализите покажаа многу низок. 4 висок. После третман, таа ми рече: "Докторе, конечно спијам мирно, рацете ми се стабилни и повеќе не живеам во пот." Кога треба да се побара лекар? Ако срцето ви чука пребрзо, ако имате тресење на рацете, ако се потите многу и слабењето е необјасниво, време е за преглед. Особено ако овие симптоми траат со недели и се придружени со вознемиреност и несоница. Ова се јасни црвени знаци дека тироидата е преоптоварена. Запомнете, хипертироидизам не е само непријатност во секојдневието. Тој може да донесе сериозни компликации за срцето. Но со навремена диагноза и третман симптомите се смируваат и пациентот повторно го враќа мирниот сон и енергијата. Ако имате срце што чука пребрзо, треперливи раце и прекумерно потење, не го игнорирајте. Тоа е порака од вашата тироидна жлезда.